Добре дојдовте во ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги погледнеме кратките најави, останете со нас. Нови детски катчиња за најмалите во Куманово. Над 800 маски на фестивалот Батко Ѓорѓија. Објавен конкурсот за шопска свадба. На 4 локации во Куманово општината планира да постави детски катчиња, информираше неодамна градоначалникот Максим Димитриевски. Во зависност од начинот на уредување, цената на чинење на едно детско катче се движи од 10 до 20.000 евра, соопштија надлежните. На 4 локации во градот во наредниот период ќе бидат поставени детски катчиња, соопшти неодамна градоначалникот Максим Димитриевски. Станува збор за локалитетот Водовод, улиците Лесковачка и Есперанто и село Черкези. Иако претходно беше најавено дека се планира поставување на 6 детски катчиња во Куманово и Кумановско, сепак заради драстичната промена на цените ќе бидат изградени помал број на игралишта. Беа предвидени како бројка 6, но не беа предвидени доволно средства и со самата предмер пресметка, бидејќи со промена на цените драстично во последните 2 години се промени и основната калкулација во делот на инвестициите. Тоа што пред 2 години се купуваше со 100 денари, денеска се купува со 150 и 200 денари и тие трендови се следат и во градежништвото, иако последните неколку месеци барем тој сегмент трпи одредени корекции на цените, но сепак имавме предвидено како број, но немавме предвидено во основниот буџет доволно средства. Сега истите тие средства само ги пренаменуваме за изградба на 4. Тоа е цената на чинење. Некаде такви детски катчиња се градат со околу 10 до 20.000 евра по локација, во зависност како ќе бидат уредени, какви играчки ќе поставите, дали долу ќе биде, значи земја, дали ќе биде тартан подлога. Детските катчиња и парковите се секојдневие за децата од сите возрасти, но најчесто неколку дена или седмици по поставувањето на играчките. Поголемиот дел од нив се делумно или целосно уништени и не се во функција, заради што надлежните апелираат граѓаните, особено младите во Куманово, да се грижат за она што за нив, но и за уредување на просторот го обезбедува локалната самоуправа. На 6 мај годинава се одржа државниот надпревар по англиски јазик во организација на Сдруженијето на наставници по англиски јазик Елтам. Мила Смилевска го освои првото место во конкуренција на прва година од средните училишта со освоени 98 поени. Ова е огромен успех лично за Мила, но и за гимназијата и Куманово, како најдобар пласман досега во ова надпреварување кое започна во 2000 година, изјави магистар Елена Марковска. Успешно учество постигнаа и останатите учесници од гимназијата: Ива Пешевска, Мила Пешиќ, Јован Денковски, Луција Петровска и Немања Крстевски, под менторство на Елена Марковска, Благица Гавриловска Цветковиќ, Александра Маневска и Мери Маневска. Малолетничка од Куманово се здобила со тешки телесни повреди откако на пешачки премин девојчето било удрено со ауди управувано од 20 годишен кумановец. Според СВР Куманово, вчера вечер околу 23 часот и 10 минути било пријавено дека на булеварот Октомвриска револуција во Куманово патничко моторно возило ауди со кумановски регистарски ознаки управувано од МЈ од Куманово удрило во малолетен пешак. Во несреќата малолетничката се здобила со тешки телесни повреди констатирани во Општа болница Куманово. Екипа од СВР Куманово извршила увид на местото на несреќата. На градскиот плоштад викендов се одржа маскембелот Батко Ѓорѓија. Пред кумановци се представија 800 деца и учесници. Повеќе детали од прилогот што следува. Над 800 деца и ученици од основни и средни училишта градинката Ангел Шајче учествуваа на овогодинешното издание на маскембалот Батко Ѓорѓија, кое што се одржа викендов. Тие продефилираа низ градот, па подоцна со кореографии настапија на градскиот плоштад. Пред кумановци се представија со маски од јунаци од цртани филмови, познати личности, златни рибки, полжави, рокери, кореографии и пораки со еколошки теми. Повеќето од нив посочија дека за маските размислуваат
практикувале подолго време, а помош добиле од родителите и наставниците. Многумина се надеваат и дека ќе го освојат првото место. Црно-бели свет, маски правиме и со таа музика ќе играме сега. Од кое училиште доаѓате? Од Основно училиште Магдалена Антова. Кој ви помогна да ја подготвите? Професорка Симона Димковиќ и благодараме многу што ни помогна за овие маски и таа ни помогна. За прв пат ли учествувате на овие маска? Не учествувавме и предходната година. Се надевате ли на награда? Па секогаш имаме надеж. Златна рибка. Кој ти помогна да ја подготвиш маската? Моите наставници. Очекуваш ли награда? Да. Во што сте маскирани? У рокери. Кој ви помогна да се подготвите? Па мајка ни. Ние доаѓаме од браќа Миладиновци, нашата маска е познати личности. Кои се личности може да се најдат тука? Лана Дел Рей, The Weeknd, Wednesday Addams, Blackpink, Billie Eilish, Батко Ѓорѓиев, фудбалери и други. Ние доаѓаме од Киробурнас, средното училиште и нашата маска е Не љути се човече. Беше ли тешко да се изработат овие креации? Имавте ли поддршка од кого? Па беше тешко, но вредеше. Имавме поддршка од сите наши професори и благодарам за се тоа што го пружија да ние имаме добра маска. И мислам дека првото место го добивме од публиката, дефинитивно. Ние доаѓаме од средно училиште Наце Буѓони и нашата маска е Кога љубовта плаче. Конкретно немаме некоја порака, самата маска ја кажува пораката. Беше ли тешко да се изработи креацијата? Да, беше тешко, секој изработи маската посебно, секој посебно изработи маската. Со професорката по ликовно Тања Соларска, Темелковски имавме од неја најголема поддршка. Таа не охрабри да изработиме и да излеземе тука. И благодарам на неја и голем поздрав до неја. Таа моментално не е тука, но испраќаме голем поздрав. Годинава за прв пат фестивалот има ревијален карактер. Во тек е гласање на Facebook страницата на Фондацијата за култура и спорт, која што го организира настанот со поддршка на општина Куманово. Маската, која во наредните 7 дена ќе собере најмногу лајкови, ќе го добие признанието за маска на годината. Синоќа околу 23 часот во СВР Куманово било пријавено дека на крстосница од регионален пат Куманово Свети Николе со крак од улицата 42 и улицата 400 во Куманово се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко моторно возило Ауди со кумановски регистарски ознаки управувано од 34 годишен кумановец и мотоцикл Сузуки управуван од 18 годишно момче од Куманово. Во незгодата мотоциклистот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Општа болница Куманово. Екипа од СВР Куманово извршила увид на местото на несреќата. СВР Куманово информира дека вчера кумановец пријавил дека на улицата Благо Илиев Гуне од заталкано зрно од огнено оружје било оштетено неговото патничко моторно возило Volkswagen Golf. Полициски службеници го подигнале зрното за понатамошна постапка, се работи на расчистување на случајот. Со повеќе активности на одсекот за превенција при СВР Куманово и Сдруженијето на армиско-полициски ветерани беше одбележан денот на македонската полиција во Куманово. На централно ниво пригодната прослава се одржа во Охрид, каде што министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски порача дека Македонија е најбезбедна земја на Западен Балкан во друштво на 36 најбезбедни земји во светот. Полициски службеници од одсекот за превенција при СВР Куманово по повод 7 мај ден на полицијата, изминатиот викенд како и целата седмица реализираа повеќе активности. Во саботата беше одржан турнир во одбојка во женска конкуренција помеѓу екипи од основните училишта од општина Куманово во соработка со Општинскиот сојуз на училишни спортови Куманово во рамки на превентивната кампања од насилство во спортот и едуцирање на младите за примерно однесување на спортски надпревари. Вчера пак токму на денот на полицијата во Сдруженијето на армиско-полициски ветерани беше одигран шаховски турнир помеѓу екипи од Сдруженијето на армиско-полициски ветерани, Сдруженијето на пензионери, Шаховски клуб Куманово, СВР Куманово и представници од секторот за образование.
Инаку на државно ниво денот на македонската полиција беше одбележан со централна прослава во Охрид. Македонија најбезбедна земја на Западен Балкан во друштво на 36-те најбезбедни земји во светот. Тоа се наши заеднички резултати, порача министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во неговиот говор на централната прослава. Во однос на резултатите, Спасовски сподели статистички податоци со кои минатата 2022 година била завршена со 6% помал криминалитет во споредба со една година претходно. Позитивниот тренд, посочи тој, продолжил и годинава, па во првите 4 месеци од 2023 година вкупниот криминалитет е намален за 12,6% во однос на истиот период лани. Со задоволство можам да констатирам дека минатата година ја завршивме со 6% намалување на вкупниот криминалитет, а откривачката функција на кривични дела од организиран криминал бележи зголемување за 40%. Дури 70% е зголемувањето на откриени дела поврзани со кријумчарење на мигранти. А зголемување за над 30% имаме и во спречени обиди за илегално преминување на границата. Запленивме 2,4 тони дрога, како и 20 тони најразлични прекурсори, сузбиени се 15 криминални групи, од кои дури 12 делувале во областа на недозволената трговија со дрога. Спречени се вкупно 8 меѓународни транспорти на марихуана, кокаин и хероин. Како резултат на ова, во рок од 6 месеци спроведуваме 2 големи уништувања на дрога со вкупно уништени околу 12 тони различни видови дрога и психотропни субстанции. Според министерот Спасовски, во тек се 8 национални и 12 локални оперативни акции од областа на класичниот и сериозниот криминал, а во моментов се постапува по 244 криминалистички истражувања. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 396 возачи. Од нив 4 возила се движеле со брзина над 70 км на час, повеќе од дозволеното. При тоа 182 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 214 надвор од населено место, соопшти МВР. Полициски службеници од СВР Куманово вчера вечер лишиле од слобода 29 годишен кумановец. Тој се сомничи дека на 13 април годинава од чантаво такси возило одзел предмети. Со него бил приведен и 42 годишен кумановец, бидејќи кај двајцата биле пронајдени и одземени остри предмети. Тие биле задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ке следуваат соодветни пријави. Објавен е конкурсот за културната манифестација Шопска свадба која ја организира Сдруженијето Етно Ризница од Куманово. Заинтересираните млади брачни парови кои живеат или потекнуваат од североисточниот регион може да се пријават за избор на зет и невеста за овогодинешното 7 поред издание. Сдруженијето за уметност, култура и заштита на културното наследство Етно Ризница Куманово го распиша конкурсот за избор на зет и невеста за културната манифестација Шопска свадба. Овогодинешното 7 поред издание планирано да се одржи на 24 септември на локалитетот Камени Кукли во село Куклица. Од Сдруженијето вела дека целта на оваа активност е да се сочува историското културно наследство, на младите да им се долови она што порано се случувало, а детите и обичаи. Познато е многумина кумановци, многумина од североисточниот регион, меѓутоа годините наназад имавме гости нормално и од Србија и од Бугарија и така натаму. Сакаме да продолжи една традиција, сакаме на младите да им дошараме нешто поинакво од она што се случува во актуелниот период. Оваа година манифестацијата Шопска свадба ќе се одржи на 24 септември, почитувајќи ја традицијата која ни кажува дека помеѓу двете богородици не се правеле свадби. Така да ние
Традиционално си земавме за обврска, веднаш после Богородица која е на 21 септември, викендот во недела да ја организираме шопската свадба. Таа не се случува само во недела, таа трае цела седмица, меѓутоа главниот настан ќе биде во недела, почнувајќи на Пладне во 12 часот на локалитетот Камени Кукли во селото Куклица, Кратовско. Организаторите очекуваат голем интерес. Конкурсот е распишан, а може да се пријават млади брачни парови од целиот североисточен регион, но и сите кои имаат потекло од овој регион. Да, самиот конкурс има телефонски броеви, има мејл адреса, сите кои милуваат, сите кои сакаат да бидат дел од шопска свадба може да се пријават, а може да се пријават и кај коорганизаторот на самиот настан, а тоа е музејот на град Кратово. Настанот Етно Ризница го организира со поддршка на музеј на град Кратово. На 19 месецов, односно идниот петок, концерт во Центарот за култура ќе одржи добропознатиот македонски бенд Нокаут. Кумановци ќе може да уживаат во бројните хитови на оваа група. Временска машина, Лебедот бел, За нас, 1000 причини за крај, Сакам да живеам, Фатална обсесија се дел од бројните хитови кои кумановци ќе може да ги слушнат на 19 мај, идниот петок во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Концерт ќе одржи македонската култна група Нокаут. Организаторите повикуваат сите заинтересирани навреме да си ги набават билетите, кои чинат 350 денари, бидејќи добропознатите песни поубаво звучат кога се испеени во еден глас со публиката. Групата е формирана во далечната 1997 година. Основач на бендот е Никола Перевски Пере. Со него во бендот беа и Кирил Колемичевски, Ацо Богдановски Конга и Владимир Крстевски Франц. Неколку години потоа Нокаут е во проширен состав со Благоја Антовски, Горјан Петровски, Бојан Перевски, Борче Кузмановски, Горан Кавраков, Виктор Николовски. Станува збор за мини турнеја на Нокаут која се одржува во повеќето градови низ земјава. Настанот се организира со поддршка на Министерството за култура. Влезниците може да се најдат во билетарницата на Центарот за култура или да се резервираат на бројот 078 208 443. Викендов се одржа отворено првенство за јуниори и јуниорки до 12 години. Домаќин беше тенискиот клуб Тумба од Куманово. Организаторите информираат дека целокупниот турнир помина во фер и спортска атмосфера. Учествуваа околу 20 на јуниори и 16 јуниорки од цела Македонија, но само најдобрите се пласираа во финалето. Алексеј Стојановски од Тумба Куманово во финалето кај јуниорите во борба против Иван Трпковски од Чери Скопје го освои првото место со извонреден резултат. 6:2 и стана шампион на турнирот. Со ова Алексеј ја одбрани победничката титула на истиот турнир од минатата година. Ова е само уште еден од низата титули за нашиот кумановски шампион со кој продолжуваме да се гордееме и му посакуваме уште многу успеси, стои во соопштението од тенискиот клуб Тумба. Во продолжение на дневникот следува преглед и на вестите од Македонија. Вработените во Државниот испитен центар го продолжуваат штрајкот и денеска побара од Министерството за образование и наука да го измени календарот за полагање на државната матура, затоа што нема да стигнат да ги завршат обврските до 27 мај, кога е тестирањето по првиот екстерен испит. Председателката на синдикалната организација на ДИЦ Емилија Бошковска на пресконференција изјави дека е невозможно и неизводливо да се постигнат датумите за матурата 27 мај и 10 јуни, а нивното барање до МОН за промена на календарот автоматски би значело и пролонгирање на резултатите од матурата. Бараме министерот за образование да почне да разгледува и да преговара со нас кои се следните можни опции за нови термини за државна матура. Искрено се надевам дека ова пролонгирање нема да биде големо, но ќе зависи од нивниот одговор, односно од одговорот на Министерството за финансии. Спремни сме да работиме деноноќно за да ги реализираме обврските, особено околу државната матура. Не сакаме да им наштетиме на матурантите со какво било пролонгирање на резултатите, но веќе во прашање се минути, не денови, истакна Бошковска, додавајќи дека не од нив, туку се зависи дали ќе добијат позитивен одговор од Министерството за финансии, од кое бараат согласност за нивниот колективен договор.
Комисијата за заразни болести ќе им препорача на Министерството за здравство, владата и главниот координативен кризен штаб да бидат укинати сите задолжителни мерки против COVID-19, рече денеска доктор Злате Мехмедовиќ, портпарол на комисијата. Станува збор за укинување на 4 мерки за носење на маски во болници, јавен превоз, аптеки и домови за стари лица и лица со посебни потреби. Оваа одлука следи откако минатата недела Светската здравствена организација прогласи крај на пандемијата на COVID-19, додавајќи дека веќе не представува глобална здравствена вонредна состојба. Ова следува 3 години откако беше прогласен највисокиот степен на тревога поради вирусот. Во Македонија, вели тој, минатата недела се регистрирани 66 ново заболени од COVID-19. Нема починати, што е најмал број во изминатиот период и дека веќе подолго време имаме постепено намалување. Според последниот извештај на Институтот за јавно здравје, заклучно со 5 мај, во земјава се пријавени вкупно 348.276 случаи на COVID-19, а регистрирани се 9.937 смртни случаи. Пионерите на градскиот фудбалски клуб Куманово обезбедија прво место и пласман со повисок ранг од следната сезона. Како што информираат од клубот, главна цел во наредната сезона ќе биде пласман во втората македонска лига на сениорски тим и пласман во Суперлигата со младинскиот тим, кој ќе се надпреварува во 4 генерации. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 23 степени, а минималната беше 12 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со можни врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 11 до 15 степени Целзиусови. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатна вечер со нашата програма.